Пак ќе кажам, наместо да се намала 50, 60, 70%, денес имаме врвна технологија. Колку ти треба во една канцеларија? 30 души. Доволно се може да тројца, 24 има компјутери, има нова технологија каде што нема потреба толку вработени. Тие луѓе треба додатно да се вработат во фирми и фабрики. Зато стално зборувам, дајте луѓе да се отвараат фирми и фабрики. Не можеме ние 30 и нешто години една хидроцентрала или една централа немаме за електрична енергија, а купуваме, увезуваме струја. Зошто да се богатат трговците? И за да можат политичките криминални структури да земаат доста пари од нив и се разбира да не зборувам и други бенефиции што имаат трговците со примереве со електрична енергија. Да не продаваат струјата дупло кога можеме ние да си имаме наши електрани. Нека инвестира државата, нека биде тоа на народот, на државата. Зошто да не? Тие се капитални проекти, исклучиво важни, без енергија, без производство на собствена електрична енергија не можеш да одиш напред. Кога се покачува цената на електричната енергија, се покачува цената на производите, од храна, облека, за домаќинство, се покачува. Лекови, затоа што тоа е све поврзано. Што поскапа струја, толку поскап производ. Ние што имаме на власт? Имаме луѓе кои што се научени кај се тендерите.